Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на 24 од Сесрце. На денешниот ден, кога веројатно се подготвувате да заминете на гробишта и да се подсетите на оние кои што ви биле особено блиски и особено драги, кои што сте ги загубиле, ќе ве подсетиме и ќе ви напоменеме како правилно треба да се одбележува задушница. Во студиото денеска имам чест да разговарам со отец Томе, кој што верувам ќе ни ги реши сите оние дилеми кои што можеби нашите гледачи и верниците ги имаат околу одбележувањето на овој ден. Отец Томе, добре дојдовте. Добро најдов. Можеме да почнеме со тоа која е разликата меѓу духов ден и задушница? Дали станува збор за нешто исто или нешто сосема различно? Да решиме прво таа дилема на нашите гледачи и понатаму кога се одбележува задушница? Вака, бидејќи навистина убаво прашање поставивте, нашите луѓе го поврзуваат дугов ден или Света Петдесетница или Света Троица со Ден на мртвите. Значи тој празник нема соодветно значение или врска со задушница. Заради тој празник, тој е празник на Светиот Дух, празник на третото лице на Света Троица, кога всушност е 50-тиот ден после Воскресението Христово, и тогаш, според ветувањето на апостолите, Господ Исус Христос им ветил дека ќе им испрати Дух Свети, кој што ќе ги облагороди, кој што ќе ги вдахнови, кој што ќе ги инспирира да бидат способни да го предаваат, да го проповедаат евангелието на спасението во целиот свет, значи на секаде на земјата топка. Тој празник е голем празник и заради него е некако припоен празникот за душница, односно денот на нашите покојници. Треба да се одвои значението на претходниот празник со значението на следниот празник. Така што духов ден или Света Петдесетница се изедначува со Великден, со Божик. Тоа го гледаме од црковните песни, од службите кои што некои служби се употребуваат, значи како на Великден, така на Божик, така и на духов ден. За тој ден, навистина, кога Светиот Дух се излил врз апостолите, тие добили инспирација да зборуваат разни јазици. Присутните ги сметале дека се поднапиени, дека зборуваат нешто што не е природно. Меѓутоа Свети апостол Петар застанал и им објаснил дека тие не се пијани, дека тие се присебни и дека се обсегнати од Светиот Дух, дека Светиот Дух е врз нив и тие имаат таква моќ, таква дарбина да можат да разбираат, да зборуваат на секакви јазици. А тој ден бил Петдесетница, исто еврејски празник, кога во Јерусалим се собирале луѓе од сите краишта и зборувале на разни јазици. И токму апостолите ги зборувале нивните јазици. И тој е ден во спомен на законот Божи, 10 Божи заповеди, кога ги примил Мојсија во Стариот Завет. И се совпадна со 50-тиот ден од Воскресението Христово. Значи да разграничиме и като тој е посебен празник, празник кој што е голем празник, а задушницата, почитувањето, празнувањето на денот на мртвите завршува со послепладневните часови во саботниот ден. Така. Како што кажав на самиот почеток, за жал сите имаме некој особено драг кој што сме го загубиле. Целта на емисијата ќе биде, нели напоменавме, да им споменеме на гледачите, на верниците како правилно треба да се празнува тој празник. Да, каде е таа граница меѓу она што е правилно и она што веќе е претерување, бидејќи навистина има примери, нема да навредиме некако, нели, меѓутоа навистина има примери кога се претерува со тоа одбележување на задушница. Кои се најчестите ритуали при одбележувањето на задушница? Значи во нашето верување, во нашите традиции, во нашите обичаи, православни пред се, особено наши македонски православни, во нашата македонска православна црква, култот на покојниците е голем. Ние сме врзани со нашите покојници, како што рековте, со секој има по некој заминат од овој свет и тагува за него, и таа врска измеѓу нашите покојници и нас е постојана. И ние не ги забораваме никогаш. Тоа не е случај во многу религии во светот, каде што после смртта, после разделувањето ово земно, тие повеќе не се сеќаваат, не ги споменуваат и ги спалуваат, ги фрлаат по реките нивните остатоци и повеќе нема никакви обичаи, нити спомнување, нити служби. Кај нас во православниот, во христијанскиот свет, навистина почитувањето на покојниците е преголемо и затоа еве Светата црква и определила дури и 3 пати во годината посебни празници, празнични денови за душници, кои што се токму определени за посетување на местата на нашите покојници и за служба на покојниците. И во текот на целата година посетата на гробиштата нема ограничување. Секогаш, рековме, еве, третиот ден, односно духов ден,
е посебен празник, не е грешка и тогаш ако се отиде на гробишта. Многу пати прашуваат нашите верници дали на Великден се оди, дали на Божик се оди. Секогаш може да се оди. Меѓутоа се препорачува, бидејќи тие се празници од големо значење, радосно, да не се нарушува таа духовна радост, бидејќи сепак асоциација на жалост ќе има ако ние ги посетуваме гробовите, сепак да се воздржуваме тие денови, но не е никаква канонска забрана, нити догматска грешка, никаков престап, нити греф ако се отиде на тие денови. Така што еве ние имаме случај овде во Скопје и околината, па и на други места, каде што после завршувањето на празников за Душница, после деновите петок и сабота, ноќта се оди да се преседува на гробиштата, каде што почиваат нашите најблиски. Ние многу пати сме возборувале изнад значението на овие празници и за потребата од подсетата на покойниците и сите служби што ги правиме, но сепак еве бидејќи денеска е тој ден и ова емисија е определена, сакаме, како што реков, да им помогнеме нашите слушатели, нашите верници, што е тоа што треба да го направат. Секако дека нашите верници го прават она што го чувствуваат во своето срце, во својата душа. Секој жали на различен начин. Секој жали и навистина пред се треба, бидејќи се работи за душите. Ние веруваме дека човекот кога ќе го заврши земниот живот, продолжи понатаму да живее во небесниот, во задгробниот, во духовниот живот и затоа се потребни тие контакти, таа врска со нашите покојници. И токму најбитната работа што треба да ја правиме за нашите покојници е службата, молитвата и добрите дела за нашите покојници. Тоа се правило од првите векови на христијанството. Верувате, уште првите векови кога нашите христијани биле организирани во црковни заедници, токму вакви посети на гробовите и чести служби за покојници се правели. Тоа еве повеќе од 2000 години се прави, дури и до наши дни, ќе се прави секако додека постои овој свет и овој век. Најбитно е значи да се духовниот дел од нашето чувство да го спроведуваме, да го правиме, а тоа е молитвата, молитвеното обраќање кон Бога за спасение на душите, зашто ние веруваме дека човекот додека е овде жив на земјата, тој е подложен и на престапи, на прегрешенија според својата слободна волја и може дека жив да се поправи, да го коригира својот живот. Но кога ќе замине до свет, тој веќе не е во таква можност, тоа го прават блиските, роднините и црквата. И токму затоа се определени овие служби и за душниците и вон за душниците, да му помогнеме нашиот покойник доколку нешто во животот престапил, прегрешил некоја Божја заповед, да го измолиме Бога да му прости и така кога ќе заврши овој свет каков што е ваков, што го гледаме, бидејќи ќе има крај на овој свет, дотогаш душата човечка, човекот кој што за кого се молиме навистина да биде спасен и да го наследи вечниот живот, рајскиот живот. А тоа како што спомнаме ќе го правиме со на духовен начин, преку молитви и на видлив материјален преку наши добри дела и даренија, милосрдност, зашто милосрдието треба да го правиме и докато сме живи овдека, ни е потребно за спасение душата, а и од како ќе заминеме од овој свет. Така. Се извинувам. Оние кои што можеби не се во можност поради својата здравствена состојба или што и да е нешто друго, веројатно повозрастните гледачи, еве совети за нив, доколку не можат да појдат на гробишта, што можат да направат? И за овие денови и друг пат ние се молиме за душата човекова. Душата не е нити на гробишта, не е нити овде и онде тај на небесата, значи може да се помолат секаде. Тоа го прават повозрастните со посета во црквата. Во црквите ние организираме богослужби посебни за овие денови и молитвословија и токму таму можат да си извршат својата обврска и да постигнат онаа цел која што си имат во својот живот, внимание кон нивните најблиски, кон покојниците. Значи посетата на гробовите, особено овие празнични денови, е неминовна, но за оние кои што, како што рековте, се во можност. Тие што не се одработни обврски или здравствени или старосни, може да го направат во црква, па дури некои и не може да отидат во црква, може да се помолат пред иконата дома, лично, и да подадат во вид на дарение, во вид на милосрдие на соседите и на оние што им е потребно да се подаде нешто во вид на материјално, тоа е храна или облека или средства парични. Так.
Што препорачува црквата да се однесе кога се оди на гробишта? Кога се оди на гробишта, секако за претерувањето ќе зборуваме понатаму. Најбитно е, значи свеќата, без свеќата не се прави никакво молитвословие, леп, вино и пшеница. Тоа се најосновните средства кои што мора пожелно е да ги има. Дури ако ги нема, значи молитвата има предност дури пред тие нешта, меѓутоа како средство за молитвословие, за задушница се употребуваат тие неколку работи. Без пшеница, без винце и без лепче и свеќа, значи не е пожелно. Ја споменаме и символиката на овие така е, свеќата е значи знак, символ на вечност, на светлина, на духовност, додека лебот и виното го представуваат телото и крвта Христови, а пшеницата е символ на воскресението. Како што житото, пшеницата го фрламе во земја и тоа умира, се распаѓа, потоа значи дава род, воскреснува, се оживува, така и човечкиот живот. Телото се става во земјата, но потоа душата оди во небесото. Значи има символ на воскресение пшеницата. Така. Можеме овде да направиме кратка пауза, ќе ги погледнеме рекламите, повторно ќе се вратиме во студиото. Како што кажавме, ќе им појасниме на гледачите каде е таа граница, односно веќе им кажавме што е она што го препорачува црквата, понатаму ќе позборуваме за сето она што веќе се смета за претерување кога се одбележува задушница и секако и за секое вообичаено одење на гробишта. Се враќаме веднаш. Веројатно денешниот ден го поминувате во потсетување на сите оние кои што ви биле особено драги, а веќе се починати, се потсетувате на нивните добри дела, на тоа колку навистина ви недостасуваат. На денешниот ден за душница разговарам со отец Томе овде во студиото на 24 вести и како што кажав на самиот почеток, доколку не следите од 9 часот и 15 минути, знаете дека разговараме за душница и за тоа како правилно треба да се одбележува денешниот ден. Поводот секако се оние за оваа тема, нели поводот се секако оние претерувања кои што знаат да ги прават нашите верници кога се оди на гробишта. Споменавме веќе дека секој жали на различен начин, меѓутоа го споменавме и она што го препорачува црквата, како треба да се однесуваме, односно што треба да принесеме на гробот на починатите. Кога станува збор за претерување, првата асоциација која што мене ми паѓа на памет, верувам и вам и на нашите гледачи, се сите оние гозби, така наречени гробни гозби, кога се претерува со храна, се претерува со пијалоци, се седи по цела ноќ, дури и многу пати се пушта музика, се пее, тоа изгледа да не ме сватат погрешно и да не навредам некого, меѓутоа тоа изгледа малку како некоја веселба, како слава, а не како оддавање почит на починатите. Што е она што веќе се смета за претерување според црковните правила? Во врска со тоа прашање, многу пати сме разговарале и јас вака лично сум размислувал кога претеруваме и зашто претеруваме. Так. Ако ги анализираме воопшто нашиот живот, ако анализираме, навистина ние, ќе зборуваме за нашите македонци, за нашето поднебје, ние секоја свечаност, значи секој настан го славиме. Тоа го правиме од преголема желба, од љубов, од чест кон тој чин што го правиме. Ако се земе во предвид, ние претеруваме во се. Претеруваме во свадбите, во веселбите, во крштевките, во славите. Тоа се една голема еуфорија. Така е една еуфорија, меѓутоа, видите, јас сум размислувал зошто е тоа така. Мислам дека тоа е во генот на нашиот човек да навистина тоа што го прави од преголема желба и љубов. И затоа еве дури и на овие тажни моменти, тажни свечености се појавува и таа појава се ја имаме присутна, каде што навистина дури невкусно е некогаш премногу јадење, пиење, не е потребно тоа. Навистина ние знаеме дека и проповедаме и препорачуваме на верниците дека треба да се прават добри дела покрај духовни и материјални за нашите покојници, зашто тоа е добродетелта, милосрдието е потребно и додека е жив човекот и после неговата смрт. Но сепак треба да има ограничување во што и да е. А особено не приличи тоа да биде, да речеме, кога се тажни моменти, или на погребите, или на помените, на гробиштата. Сепак таму треба да постои еден мир, еден молк, една концентрација за тој момент за кој сме дојдени. Ако се оди после погребот во ресторан веќе асоцира на веселба, на радост,
така што се подзаборава чинот и моментот кој што сме го имале претходно, исто така и за време на помените, исто така и за време на посетите на задушниците, па и другите прилики кои ги правиме на гробишта. Значи, генерална потреба и совет наш од црквата, и лично моја како свештеник е навистина да се има ограничување во тие и однесувања наши, а и во самите приложувања на јадење и пиење. Ние навистина ме гостопримив народ кој што навистина сака не да се покаже, тоа го прави навистина од љубов и од желба, и затоа еви кога славиме, кога прославуваме домашни празници, на трпезата или Велиден или Божик, ние приложуваме што е можно повеќе храна, таа не е потребна. Некогаш дури не размислуваме дали ќе имаме за утре. Тоа се прави, но пак тогаш можеби кога е радосен момент некако и да се свати, но на ова ситуација сега што ја зборуваме, што е актуелна, значи наша тема за задушниците, навистина не приличи. Дури и секакви зборови таму на гробиштата, смеење, преголемо расположение, иако ние велиме дека смртта, разделбата на човекот од овој свет не е греф, не е тоа некоја работа која што не се случува, таа е секојдневна и вечна, и дека смртта не е зло, и дека не треба премногу да се жали и да се тагува за покојници, туку треба, например, да се прават добри дела и молитва, како што споменавме. Во секој случај се забележува кај нас навистина пречекорување на тие подготовки со јадење и пиење. И сме го зборувале тоа повеќе пати, го зборуваме секојдневно на нашите верници при сите средби кога ги имаме, дека нема потреба од такви нешта да се прават, но сепак еве што реков преовладува изгледа тоа чувство, таа традиција, тој менталитет кај нашиот човек и понатаму се прават тие пречекорувања што велиме. Тоа ноќно бдење над покојникот кој што се прави откако нели ќе почине, дали од таму потекнува она ноќно бдење понатаму на задушница кога цела ноќ се останува на гробишта? Да, тоа секаде не е присутно овде во Скопје и на повеќе места, и ние многу пати тоа сме го повторувале, и пак ќе го повторам, дека не е потребно, е бесцелно одењето таму. Не реков дека бесцелно, како што споменави на почеток на гробиште, може секогаш да одиме и дењи и ноќи, и секој ден, и празничен, и делничен. Меѓутоа, токму во овој момент, навистина нема потреба. Веќе 2 дена ние сме ги посетували гробовите и сме одржале служба, молитва за покојници и во петокот, и во саботата. Веќе постои ручек, после пладне, од вечерта во саботата, следниот ден е друг празник. Тој празник треба да се празнува со одење во црква, пак со молитва, пак со посета, да речеме, на блиски. Некој ако не успеал претходните 2 дена да ги посети гробовите, може и тој ден да појде, може и тој ден да се помоли, молитва да се направи. Меѓутоа треба воздржување. Тој е друг празник, значи да разграничиме. Не се работи веќе за душница. Тој си е празник на Светиот Дух. Тој е ден кога е роден ден на црквата. Тога всушност Христијанската црква почнува со својата дејност, со својата мисија. И велиме духовден, Света Педесетница е роден денот на христијанската црква. Од тогаш апостолите до тогаш биле собрани и на тој ден и Христос од тогаш им дава благослов преку пораката да одат во целиот свет да проповедаат евангелието на спасението. И тие навистина одат и на секаде, не само на исток или на запад, туку север, југ и по целата земјина топка, токму тој ден е роден ден на црквата и можеме да го сметаме како празник, празнување, одбележување на тој празник црковен, а не да го поврзуваме со душите нашите покојници. Так. Споменавме дека секој жали на различен начин, сите оние ноќни бдења кои што се прават на задушница на гробиштата, верувам дека еве ова уште еден апел е во многуте досега, верувам дека ќе допре до нашите гледачи, бидејќи навистина ќе сватат дека нема некоја цел во тоа седење на гробиште, иако секој жали на различен начин. Верувате, таму нема ништо, немаме никаква содржина на тоа. Нека се оди, не е тоа грев, како што рекам. Меѓутоа нема содржина одењето. Нема, освен посетата, љубовта и вниманието кон покојникот, а веќе сме го направиле претходните денови, ние не правиме нити служба некаква тој ден, ништо. Единствено што некогаш ете се носи повеќе јадење и пиење, може да се направи дури и грев, и грешка преку тоа препивување и прејадување. Так. Може би е утеха за некого тоа седење што подолго на гробот кај својот близок починат, меѓутоа так. Може да го прават. Не можеме ние да ги спречиме луѓето и не е ни грев. Гревот е да речеме немојте да одите, значи не треба
да се со закон да се забрани. Не може да забраните никога да оди на гробиште. Имаше една изјава од некој свештеник од Македонската православна црква, кој што кажа дека ако веќе се троши, овде се навраќаме веќе на храната и пијалокот кој што се носи на гробишта на Садушница, изјавата беше ако веќе се троши, тогаш е подобро да се даде во народните кујни или на бездомниците или во детските домови. Кога веќе имаме толку потреба да истрошиме многу средства на храна и на пијалоци, дека ова е нека подобра варијанта, дека правиме подобро дело, дека малку е безцелно кога сето тоа ќе го оставиме на гробот и едноставно таму ќе се расипе или ќе се расфрли и нема да дојде до никого, бидејќи сепак покојникот нели нема или се дава на оно што му треба, или на оно што не му треба, што е таму присутно, веќе тоа има. Точно, јас поддржувам тој предлог и тоа мислење и некои го прават, навистина даруваат, даваат. Меѓутоа, како што рекој на почетокот, тој менталитет и таа навика ние не можеме, тешко можеме да искорениме. Дури не мора само што се носат јадења и пиења за задушници, дури и во други прилики кога славиме домашен празник. И тоа е добро дело, милосрдие, значи да се подаде на оно што нема. И тогаш може да го правиме, не само на овие денови што се за умрените, но тоа можеби ќе се направи полека, постепено, со текот на времето. Ќе сватат луѓето дека навистина ние ако сме се собрали околу гробот 10 души од фамилијата, ние сите имаме, да речеме, нема потреба тоа да го земеме тоа јадење и наместо да не се таму или да се даде во кујните или па да се дарува вид на пари, на средства. Јас ќе ви кажам примери, сум службувал во Америка и таму покрај другите религии, христијански и други, и нашите верници, нашите луѓе го имаат прифатено тој принцип кога се оди да речеме на погреб, дури цвеќе и не носат, некои најблиските ќе носат цвеќе, остатокот што присуствуваат сите таму носат средства. Значи со средствата му помагаат на оне што е жалостен, на оне што навистина има потреба во тој момент и од средства материјални, парични, така што ги помагаат значи на тој вид на даренија, не во храна или во пијалоци, така што дури и кај нас да речеме, она што се случува, што го гледаме често пати, што се става средства на покојникот, тие се пари, фамилијата си ги зема и со тие пари понатаму прави чинови, други действија што треба да се прават за покојникот. Нешто е пак во таа смисла, пак во таа смисла, значи е давање, дарување и ќе кажеме уште еднаш, ако е тоа полезно, значи да се дава, да се носи, но во ограничена смисла и поскромно, што е можно поскромно. Во овие времења кога навистина ние сите велиме дека оскудеваме и за пари и за материјални и други добра. Така. Имаше една изјава и од раководството на градските гробишта Бутел, кои што пред неколку години изјавија дека по одбележувањето на Задушница морале да ангажираат дури 70 камиони за да го раскранат сето она веќе станала ѓубриште, греота нели за храна се нарече ѓубриште, меѓутоа веќе станала ѓубриште поради летните температури, веројатно, значи 70 камиони биле ангажирани за сето тоа да се раскрене. Која е символиката, морам да ве прашам, често слушаме на гробишта кога одиме, особено на Задушница или кога одиме на некои помени или на погреби, разделуваме храна со оние кои што се дојдени таму или кои што се дојдени на некој соседен гроб, разделуваме храна и велиме, како се вели, да им се најде, Бог да го прости, да им се најде. Која е символиката на ова раздавање за душа? Токму тоа е, како што сите може да предпоставиме, душата нема потреба веќе од храна, од јадење, пиење, меѓутоа тоа подавање, тоа дело, значи се смета како добродетел, милосрдност, значи давање пак за чест за спасение на душата, да им се најде за нивно добро, значи тоа е една молитвено обраќање, кој ќе Бог да прости, Бог да ми прости, значи прегрешенијата, слабостите се. Тој е момент, прилика да се помоли оне кој што го зема тоа јадење или пиење. Тие се два збора, но молитва е од оне што ги зема. Бог да прости, Бог да му прости и е позитивно и е добро. Јас би се задоволил сега на ова претходното ваше толкување за сметот, за нечистотијата на гробиштата и морам да кажам со жалење, навистина мене како свештеник, како човек, јас имам гробно место таму кај што ми почива мајка и татко и блиски, навистина многу мала грижа
и самите собственици на гробните места, а особено и предпријатието. Ние ми се чини дека имаме најзабаталени, најнесредени, најнечисти гробни места и околина околу гробиштата на Бутел. Не е секаде. Да ви кажам наискрено, по приградските и селските гробишта ми се чини дека повеќе се води грижа, таму се почисти, посредени. Овде има служба која што ги средува, меѓутоа некако ми се чини дека мала грижа се води и од самите присутни кои што одиме таму, а и од службите кои што треба да се однесуваат. Гробиштата се свети места, да се разбереме, таму има, да речеме, секакви луѓе. Има и грешници, и престапници, но има луѓе праведни, има луѓе кои што навистина заслужиле праведен живот и заслужиле пофалба и милост Божја, и таму се и најблиски наши што почиваат. Така што треба грижата да биде иста како за домовите, а не да се фрла ѓубрето на сите страни, да се расфрла и да нема однос. Јас сум посетувал гробни места, терени на гробишта во светот, кај што навистина таму се паркови, просто место кај што можете да ги одморите очите. Ја споменавте Америка, таму барем по она што го гледаме на телевизија или по другите медиуми, таму делуваат навистина дека се како паркови. Премногу грижа се води и мислам дека тоа обврска и на тие што раководат, собствениците на тие бизнеси компании, а и на самите граѓани. Ние дворот ако не се го чистиме, наш кој ќе ни го чисти? Така и на гробиштата. Не можеме да бараме сега гробот да ни го чисти некој, ама околу пристапот до гробот, околината, тоа треба да биде навистина на висина, зашто велиме ни ги сакаме, живееме, во посебни контакти сме постојани со нашите покојници и треба тоа да го покажеме и на дело. Така. Освен околу одбележувањето е ова е добар апел и малку ќе биде да се погрижат околу околината на. Го права тоа, меѓутоа недоволно, верувајте, недоволно. Пак се гледа несреденост и нечистотија. Тоа го реагираат и самите верници. Так. Постојат ли разлики во одбележувањето на задушница во различни краеви на нашата земја? Или секаде? Па секаде исто, освен овој празник, сега што го спомнуваме духови, значи Дуговден, така. Каде што има некој го поврзува со задушницата и го прават, јас потекнувам од Велешки град Богомила, исто кај нас се прави, ама не ноќе, туку на денот. Так. И не се прави ништо за починатите, туку се собираат луѓето, мислам дека го прославуваат празникот повеќе заеднички во црквата и околу црквата, отколку што го одбележуваат празникот на задушници. Има разлики во секој обичај, верувајте, ние сме нација, народ, земја кај што е присутно христијанството од 2000 години и секако дека традициите, обичаите се надополнуваат, се развиваат, значи има разлики. Сега има некаде и суеверие, кај што ние сега сакаме да ги искоренуваме полека, но сигурно што не пречи на правилата, ако е обичај, ако не е напишан во книгите, во правилата, во каноните, има правно дејство и како црква ние ги почитуваме, ги верификуваме. Но она што е противно, што е суеверно, тоа навистина треба да се исфрли. А има такви многу нешта во нашата црква. Така. Јас како и сите останати споменавме дека сите имаме по некој особено драг починати. Јас имам драги луѓе кои што веќе не се на овој свет. Мојот впечаток е секој пат кога одам на гробишта, конкретно зборувам за гробиштата Бутел, забележувам огромни споменици, огромни надгробни плочи, постојано луѓе кои што одат и носат одредени свекници, одредени свеки, цвекиња кои што делуваат навистина мегаломански. Верувам дека нема некој можеби ќе се навреди со што го кажав, меѓутоа не ми беше таа целта. Која е вашата препорака? Така, секој жали на различен начин, кажавме, меѓутоа претерувањето со уредувањето на тој гроб. Така, и преголемите разлики. Значи ли поголемиот споменик или поголемата надгробна плоча која делува смешно дека повеќе жалиме? Таквите споменици, надгробни мермери се во поново време. Вие знаете, во минатото се правел гробот од камења и само крст обележена. Крст и тоа толку било. Да се зачува местото гробно. Сега овие помодарства испадна во поновото време, поновите векови, каде што навистина се претерува и не треба да се разликуваат. Сето тоа чини многу пари реално, нели? И нема сврха, нема цел. Со тоа не се придонесува ништо за подобро што цело време спомнуваме, значи средства ако има некој да ги вложи таму, нормално дека треба гробното место да биде обележено и заштитено, но не во такви мегаломански размери,
ако некој има толку многу средства, навистина тие може да бидат искористени, исползувани и подарени на многу луѓе кои што ќе бидат и благодарни, и секој еден ќе ги споменуваат покојници, ќе бидат благодарни и на оне што ги дал и за оне што се дадени тие средства. Верувајте, ја пак ќе спомнам Америка, таму има гробни места, има кај што се тие парцели, каде што не се дозволува секакви споменици, некаде воопшто надгробна плоча не се дозволува, само плоча на земјата долу. И да личат сите исто и да може да се обработува и да се чисти тој простор. Така што, навистина, и тоа е, сепак треба и самата компанија, и самите луѓе што ги одржуваат тие гробни места, тие парцели, може да донесат и правила, со што им ќе им одлеснат и на верниците, на луѓето да не вложуваат толку средства, а и да има некаква убавина, некаков лик, некаква симетрија која ќе влезете во гроб, а не разлика и во големината, и во квалитетот. Тоа навистина не е полезно, ама воопшто не. Јас, да речеме, повеќе би дозволил храна, повеќе да се носи, да се јаде, се пи, отколку таквите мегаломански кои што ни прават голема разлика измеѓу себе. Така. Мојата покојна баба често велеше дека поголемиот споменик не значи дека семејството на покојникот жали повеќе. За крајот на емисијата ќе ве замолам да упатите една порака сумирано од сето ова што го кажавме до гледачите, оние кои што на денешен ден се потсетуваат на своите починаци. Па така, секогаш тие пораки сум ги кажувал и како свештеник парохиски и вака преку медиумите. Навистина тоа што се прави треба да се прави од срце, треба да се прави искрено, молитвено и во секој случај скромно, да не се претера, да се направи и да се посетуваат секако, особено овие денови, нашите покојници, зашто тоа е наша обврска во нашиот живот да го правиме и треба никој да не ги заборава своите покојници. Додека ги спомнуваме, додека се молиме за нив, тие вечно ќе живеат на нашите души и во нашите срца. Така. Тоа навистина не е празна фраза, верувам дека навистина нема да изговараат ова реченица туку така верниците, туку дека навистина овие денови ќе се потсетат на своите покојници, на оние кои што не се веќе со нив, на своите најблиски и дека навистина ќе се потсетат на нивните добри дела. И ќе се поучат секако. Так, и ќе се поучат секако. Ви благодарам за овој разговор, верувам дека беше корисен. Мило ми беше што ме поканивте и секако со задоволство и друг пат. Почитувани гледачи, навистина верувам дека извлековте одредени поуки од овој разговор кој што јас го водев со отец Томе. Ќе ви посакам во пријатни мигови да го поминате овој христијански празник. Да се потсетите на вашите покојници, да ги славите нивни дела и секако, како што споминавме, да извлечете поуки. Довидување, се гледаме од понеделник.